Општина Прилеп е една од општините во Македонија која што најмногу користи дрва за грејење во текот на зимската сезона. Просекот е некаде околу 30.000 метри просторни. Повеќе околу оваа проблематика ќе ни каже директорот на подружницата на македонски шуми во Прилеп Црнбург, Костадин Биџовски. Господине Биџовски, пред се добар ден во емисијата на порталот Инфокомпас. Ова е прво интервју со вас кое што го работиме. Би сакал на почеток на ова интервју да ве запрашам околу една проблематика која што се пролекува 2-3 години наназад, а тоа е недостигот, односно недоволните количини на дрва за граѓаните во текот на зимската сезона и револтот кој што се јавуваше кај нив. Добро, вака за Прилеп потршувачката на огромно дрво е, мислам, не е најголема. Скопје најмногу троши огромно дрво како територија, односно како град, а Прилеп некаде е околу над 30.000 метра просторни, се потребни, може и повеќе, и секогаш Прилеп со нашиот тат како шумско стопанство не сте можеле да го задоволиме. Секогаш се надокнадувала таа количина од Брод, од Крушево, од најблиските овие шумски стопанства, а сега најново и од бесправната сеча. Прилеп е еден, може, од општините и од градовите каде што бесправната сеча е веќе многу навлезена како криминал, ради тоа што после дрогата веројатно и дрвото е на незаработени криминални пари. И пари се пера најмногу. Што значи, ова година ние го имавме проблема. И претходните години, меѓутоа, ова година ние не можевме да ги снабдиме граѓаните со огромно дрво, оние кои што имаа договори направено, и то го надокнадивне исто со другите општини, и од Демиркистар, и од Брод, али уште не целосно. Имаме уште една мала количина која што ни остана за физички лица да ги донесиме, меѓутоа и тоа го правиме. Али проблемот... Зошто се случи тој проблем? И како планирате да се надмине во 2018? Сечата на огромното дрво не се работи сега само со наши работници, сето е со тендераши. И сега на 2-3 единици ние што ги имаме овдеки, воопшто тендерашите не се јавија за сеча и за дотур. И ние мораме таа количина да ја снабдуваме и од други. И од мафијата, исто и од мафијата, од таа мафија која што е од бесправната сеча, и таа може да ја попречи снабденоста на огромното дрво во Прилеп. Меѓутоа, ова година ние се распишавме тендери за сеча и до дотур сега во текот на утрешниот ден. Во текот на утрешниот ден треба да се распиша сечата и дотур, кај што веќе бараме секачи по сите единици, и тоа е на добар план и во Скопје со нашата дирекција, и овде ки го правиме за навреме да ја исечиме сечата. Грешката се направи минатата година. Тендерите за сеча и дотур многу касно ни ги распишаа во Скопје, ради тоа што со промена на власта, со промена на овде, таа работа се злоупотреби и ние овде во Прилеп останавме без тендераши, без секачи, и затоа не ги снаме. И затоа уште повеќе е бесправната сеча во Прилеп, поради тоа што ние немаме да ги истечиме. И мислам дека ова година ќе се тоа надокнади со тоа што ги пуштивме веќе новите уплати, ги пуштивме синдикалните организации да се по истата цена, ланската цена. 2580 буката, 2660 дабо, и она по танкото е на 2070 денари со однесено дома. Дали веќе започна запишувањата за оваа година? Се почнати и имаме многу доста прилив, мислам, на луѓе на договори, без разлика што некаде ние се устрамивме,
Меѓутоа, тоа ќе го надокнадиме со тоа што има разбирање на луѓето, има разбирање потрошувачите и е доста активно, мислам, доста имаме прилив на пензионери, на физички лица и имаме и на намалување на оние, мислам, лица, граѓани кои што се социјално загрозени и кои што нема доволно пари за имаме намалување, меѓутоа со одреден документ кој што треба да го донеса, за да можеме со 10% намалување на цената, меѓутоа со документ од социјални грижи и со документ од и оние, например, бранителите кои што се од народна одбрана и за нив имаме попус со одредени количини кои што треба да ги зема. Рековме дека 30.000 е потребата на Прилеп, околу 30.000 метри просторни, колкав е капацитетот на Црнбор и дали може да ги задоволите тие количини или пак се надокнадуваат на некаков друг начин? Оваа година негде ние уплати земеме вака сега. На сечата ние годинава, ние некаде околу 20.000 е направено, 20.000 метра кубни, непросторни кубни, што значи дека ќе ја задоволиме оваа количина со наше производство. Ако не ни достасува пак количината ние од Брод и од Крушево и од Демирхисар, тие самите фирми, стопански организации веќе овде склучува договори со пензионери, наши здруженија, од нашиве пензионери, со образованието, исто синдикати од Демирхисар и од Крушево, и така да со наше знаење, од и договорите, сите договори се склучува на ниво на држава, горе во Скопје, и така се договараме да граѓаните бидат снабдени и со дрвата од Крушево, и со дрвата од Демирхисар, пак од јавното предпријатие Македонски шуми. Сега би сакал да поразговараме за една горлива тема која што вие на самиот почеток на овој интервју ја спомнавте, а тоа е бесправната сеча. Бесправната сеча не само во Прилеп, него и на ниво на Македонија е на вистина и на организирана мафија. Како да се спречи тоа? Затоа што огромни количини на дрва се сечат бесправно од планините. Видите, може и вулгарно го нарекувам, и јас го реков мафија, можда не е така, меѓутоа е вистина како криминал. Поврзаноста е многу појака од тебе, можам да речам, и од наши шумари со шумската полиција и редовната полиција. И таа активност многу тешко се спречава ради таа поврзаност од сите и многу малце и судоите се, мислам, не замешани, него таков е законот. Меѓутоа, може и овој проблем да се надмини. Како може? Ако види, ние како шумско стопанство немаме многу ингеренции за чување на шумата. Ние имаме, например, шумошуварска служба, меѓутоа шумошуварската служба не може да ги наваса овие, мислам, криминалци, ради тоа што тие се спремни со мобилни телефони, со возила, со пари, со се, заради тоа што е таа организираност. Може да се надмири ако по закон најмногу задолжени е шумската полиција задолжена за чување на. Ако шумската полиција премени во редовната, а е на таква, има еден таков предлог, во редовната полиција, тогаш овој проблем ќе се надмини. Како, например, сообраќајната полиција, како што е, така ќе си биде и шумската полиција. Направи прекршок и таму треба да одиш кај што треба. А инаку ние како шумско стопанство, само со шумарите, не можеме ова да го надминиме. Ради тоа што е и организираноста и тоа што го кажав е, значи, најдефинитивната, најголемата организација после дрогата, према мене е дрвото, дрвократцото. Една од врските на јавното предпријатие Црнбор, освен сечата на дрва, е и засадувањето, значи со нови.
Ова година се укина акцијата Ден на дрвото, што уназад може би повеќе од 10 години беше восстановена од претходната власт. Како ја оценувате таа акција и како да се продолжи во иднина со пошумување на голите терени во Македонија? Видите, дрвото, акцијата што беше од минатите години како влада и како држава што беше Денот на дрвото е, мислам, пропагандистичка акција која што и веројатно и за перење на пари. Ради тоа што недоволно организирана и према мене дека не е успешна. Од тие 4 години ние што држуваме е неуспешна и сега, мислам, јавното предпријатие кој дојде, мислам, со новото раководство, прво кое што беше е и му предложи на владата да се укини Денот на дрвото, меѓутоа ние, како јавно предпријатие, поште акцијата, секогаш ние трошевме нови средства, нови луѓе, ново за да ги збираме тие што се расфрлени садници и неуспешни садници и така натаму, тоа е голем трошок. А ние инаку по закон, како јавно предпријатие, сме задолжени за пошумените, за посечените терени, односно посечената дрвна маса, да ја пошумиме. Видите, не значи тоа дека таму кај што ние имаме исечено дека мора да го пошумиме. Зошто? Ради тоа што посечената дрвна маса и едно 70% и 70% можам да речем дека се обновува и од изданците, од самото сечење и така натаму природно. Ние повеќе обрнуваме внимание на голините кои што со закон сте задолжени, а исто така и на опожарени површини, кои што мораме после да ги пошумиме по закон, по пропис и ние тоа го работиме како јавно предпријатие и како Црнбор. Ево, например, сега она кај гробиштата што изгоре под манастирот Трескавец, сега ние направиме програма која што сега нареднава година, еве од идната недела таму ќе почнеме да го сечиме, мислам со тендераши што треба, и сеченото, изгорено си оди таму кај што треба за продажба на таа дрвна маса како таква изгорена, а другото ние мора да го пошумиме. Пошумено тоа е негде околу 100 хектари имаме изгорена површина која ние ова наредната година, ако не таа најнаша или другата година, мора да го пошумиме. Али не со таков вид која што не успева веројатно, не успева, него не може сега таа успеваност да ја достигне боро, затоа таму ќе го пошумиме се со багрем или со друга количина. А исто така и на другите места. Таа е обврската наша, меѓутоа сега е најголемо внимание посветуваме за да можеме сечите да ги обавиме, а не како минатата година, за да можеме населението да го снабдиме со дрва. И еве за крај, кои се вашите планови како раководител на Црнбор за развој на оваа подружница во 2018 година? Дали се планираат некои нови инвестиции или слично? Видите, ние со инвестициите не сме директно задолжени, мислам, како подружница, меѓутоа како јавно предпријатие има намера за развивање, за што сака да постигне да сечите што повеќе да се врша со наши вработени, мислам со наши вработени кои што има нивни основни средства и ние за основните средства ние да му наплаќаме тие, односно работата да му ја платиме и за основните средства да му плаќаме со договор за сите работи. Ево, например, во Витоличка шума, минатата година, а и ова година, ќе го работиме со наши вработени, али нивни основни средства. Тие ќе биде во работен однос, нивни основни средства, и таа сеча најуспешна е, а исто така и јавното предпријатие превзема таква инвестиција, мислам инвестиција, него и за да земиме и возила, за да можеме и превозо, барем еден дел да го земиме, а не со тендераши кои што и после те оценува и со сеча и со се, и затоа
то внимание повеќе го да ги одбериме тендерашите, барем оние вистинските, а не некои тендераши кои се занимавале со продажба на синдикални организации, односно на синдикални веза, не знам погрешно да не ме разберите, се занимавале со црнбо, продавале јагни на прасина преку синдикат, ај сега се тендер ќе видиме за сеча. Такви имавне ние ги исфрливне. Ви благодарам на разговорот и еве уште еден апел до граѓаните на општина Прилеп, сите оние кои што сакаат да склучат договори за огревно дрво за наредната зимска сезона, може да дојдат тука во поддржницата на Црнбор и да го направат тоа.